посочи резултат. Впечаток е дека владачката партија и натаму се занимава со вас, иако веќе јавно покажавте дека не претендирате за ниту една државна функција. Зошто е тоа така? Па не знам, јас тоа тешко можам да си го објаснам. Можете да замислите премиерот, значи првиот човек на државата, на извршната власт, оди на избори, после 5 години вршење на таа функција, и наместо да излезе со понуда битна за граѓаните, значи да излезе со понуда како ќе го направи нивниот живот поквалитетен, како ќе ја намали сиромаштијата, ќе ја зголеми вработеноста, како ќе ја оправи економијата, како ќе ја зацврсти државата, како ќе ја внесе во НАТО и Европската унија, наместо сето тоа што е клучно, суштинско за овој народ и за овие граѓани, неговата главна цел, која што можеме да ја препознаеме и од сите спотови, од сите огласи кои што се емитуваат во периодот на оваа кампања, е да му се каже збогум на Бранко Црвенковски. Тоа не може да биде концепт, смислен концепт на кампања. Мислам дека повеќе се работи за, може би ќе употребам тежок збор, меѓутоа ќе го употребам. Се работи за болест, се работи за фрустрација и комплекс. И тука политички анализи не помагаат. Дали и вие самиот им давате материјал за да ве критикуваат дополнително? Тука мислам на она што провладините, на оној дел од спотот што провладините медиуми не го симнуваат од екранот, делот од говорот за разводот на стечајецот од спотот на ВМРО-ДПМН. Видите, нивото во оваа кампања е навистина многу ниско, меѓутоа не го сниживме ние, нити го снижи ВМРО-ДПМН само во последниве 15 дена. Нивото е многу ниско веќе со месеци наназад. Ако веќе говориме за спотовите кои што ги споменавте, погледнете како завршуваат. Завршуваат со клетви упатени кон мене, кон моето семејство. Погледнете само во оваа кампања чиви деца беа споменати. Моите деца беа споменати, што никогаш во Македонија на ниедни претходни избори не се случувало. Ако веќе говориме за мојот одговор кон изјавата на таа личност, прво една работа расчистиме, не се работи за никаков типичен стечаец, се работи за еден партиски војник, послушник, платеник, кој на крајот на криштата го идентификувавме како една од личностите кои што на плоштадот во Скопје ги тепаше студентите кои излегоа да протестираат против изградбата на црквата, и човек кој што е добро згрижен во државно јавно предпријатие од страна на владеачката партија со години наназад. Јас се извинувам ако некој тоа погрешно го свата. Некој кој што навистина се нашол во тешка ситуација во период на транзицијата, мојот одговор не беше упатен кон нив, туку кон конкретна личност која што е инструирана, употребена и злоупотребена од страна на ВМРО-ДПМН на спот подпишан од ВМРО-ДПМН. А тоа значи од Никола Груевски. Господин Црвенковски, кој ќе ја води СДСМ ако Шекеринска е мандатар? Ако Шекеринска стане мандатар, а јас верувам дека тоа ќе се случи, Социјалдемократскиот сојуз ќе биде предводен од мене до следниот конгрес. Кога ќе се одржи тој конгрес и што ќе се случува потоа, ќе оцениме во органите на партијата согласно статутот. Каква држава ќе биде Македонија по 5 години од денес? Ако на 5 јуни се случи она што треба и мора да се случи, за 5 години Македонија ќе биде членка на НАТО, ќе биде членка на Европската унија, ќе биде држава со преполовена невработеност, ќе биде држава со демократија, држава во која што човековите права ќе се почитуваат, со слободни медиуми, ќе биде нормална, демократска, просперитетна држава. Она што ја го посакувам е за 5 години Македонија на политички план да биде досадна држава. Значи, граѓаните да не им ги знаат имињата на министрите, туку да ги знаат имињата на спортистите, на музичките звезди, на луѓето од културата. Тоа е за мене нормална, од политички аспект, досадна држава. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, Бранко Црвенковски, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во предизборното интервју за А1 телевизија.